провечер. Во реонскиот дел од паркот во Ѓорче Петров се воведе бесплатен бежичен интернет. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас. Денеска и утре на Градежен факултет саем за вработување. Одбележан светскиот ден на бубрегот. Одбележани 85 години од раѓањето на академик Матеја Матевски. Дебата на тема што донесе декриминализацијата на клеветата. Неколку улици и села утре без електрична енергија. Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон денеска го одбележува светскиот ден на бубрегот со пораката хроничната бубрежна болест е честа, тешка болест, но може да се лекува. Во Македонија светскиот ден на бубрегот се одбележува по 9 пат, а според податоците со кои располагаат сдруженијата, 10% од населението во светот има некоја форма на оваа болест. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Денеска е светскиот ден на бубрегот и пораката која ќе ја испрати Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон е: хроничната бубрежна болест е честа, тешка болест, но може да се лекува. Светскиот ден на бубрегот се одбележува во вториот четврток од месец март во повеќе од 150 земји во светот. Одбележувањето годинава е на тема хроничната бубрежна болест и старењето. По тој повод, денеска во градската општа болница 8 септември се одржа пресконференција каде беа изнесени трите области поврзани со бубрезите: превенција, дијализа и трансплантација, а воедно беше промовиран и водичот за пациенти на кои им е потребна трансплантација на бубрек. Као што знаете, направивме кадаврични трансплантации во февруар месец, благодарејќи на донесување на новиот закон кој го донесе владата и министерството, а со финансиска помош на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, направиме две успешни кадаврични трансплантации. Пациентите си отидуваат дома 8 ден. 2013 година направиме 30 трансплантации од жив донор. Сите се пациенти добри, со изузеток компликациите се на европско ниво. Уролошка клиника, само да нагласам, е спремна, 9 лекари специјалисти има во секој момент да направат кадаверична и трансплантација од жив донор. Значи имаме кадар, имаме опрема, имаме финансиски средства, така да нема никаков проблем било кое време да се прави кадаверична трансплантација и трансплантација од жив донор. Првото поле е превенцијата, второто поле е дијализата и третото поле е трансплантацијата. Во сегментот за превенцијата, знаете, но уште еднаш би сакала да го напоменам големиот проект кој што фондот го започна оваа година за скрининг, односно проверка на кондицијата на нашите бубрези преку матичните лекари. Во таа насока би сакала да ги поканам сите, целата здрава популација од 14 години па натаму да одат кај матичен лекар преку обична крвна слика и анализа на урина, веднаш да им се направи анализа дали тие имаат или немаат некоја бубрежна слабост или имаат или немаат некој ризик за во иднина да заболат од истата. Практично трансплантацијата на жив донор бележи историски резултати во Македонија, како минатата година, а веќе клиниката е на прагот и на нова година со нови податоци за 40 таргетирани трансплантации од жив донор, но сега се фокусираме и на креирање на листата на чекање, односно испитување на сите пациенти што се во моментот на дијализа, со цел да се дефинира листата за кадаверична трансплантација. Во таа насока денес промотивно и ексклузивно само за вас и за пациентите кои што тука се на овој собир го промовираме водичот за пациенти кои што сака да бидат трансплантирани. Од 15 февруари фондот склучи договор со еден приватен субјект, односно Министерството за здравство преку јавно-приватно партнерство ги предаде дијализните центри од јавна во приватна собственост на полуокруг со цел да се подобри квалитетот на дијализата. Фондот од 1 март склучи договор со друг приватен партнер и пациентите се под одговорност на приватни субјекти. Според податоците со кои располага Сдруженијата, 10% од населението во светот има некоја форма на хронично бубрежна болест.
Доколку се превенира рано, се открие и соодветно се следи и лекува, може да се забави прогресијата на болеста до краен стадиум кој претходно бара лекување со диализа или трансплантација. Во Македонија Светскиот ден на бубрегот се одбележува по 9-ти пат. Светскиот ден на бубрегот е настан инициран од големите светски асоцијации, Интернационалната федерација на бубрежни фондации и Меѓународната асоцијација на нефролози. Денеска и утре во рамки на саемот за вработување и кариера, студентите и дипломците од градежниот факултет ќе имаат можност да остварат контакт со неколку фирми, кои ќе им понудат можност за практична настава. Саемот за вработување и кариера, кој има за цел да им овозможи на студентите да стапат во директен контакт со работодавците, денеска и утре се одржува на Градежниот факултет во Скопје. Саемот е во организација на Бордот на европски студенти по технологија БЕСТ Скопје, во соработка со студентскиот парламент на Факултетот за информатички науки и компјутерство и инженерство СП Финки. Годинава се одржува по 10 јубилеен пат и е организиран од студентската организација БЕСТ Скопје. Годинава саемот се одржува на две локации, односно на техничкиот кампус, ФЕЙД Машински технолошко-металуршкиот факултет и Финки. Сега, овие два дена, значи денеска и утре, се одржува на Градежниот факултет. Моментално имаме на Градежниот факултет присутни 6 компании, со тоа што сите студенти кои што се присутни, кои што имаат можност да дојдат тука и да се запознаат со нивната дејност, па понатака и да добијат вработување или некаква пракса. Има можност за секакви вработувања, значи од сите области на професиите, значи не знам, да речеме, претпоставам дека има од компаниите што се тука, мислам дека бараат и електроинженери, значи економисти, градежни инженери во главно, но има значи од сите области кои што се присутни на УКИМ. Предходните години, колку што можеме да приметиме, особено последните, има прилично голем интерес како од студентите така и од компаниите, со тоа што претходната година имаше доста вработување, односно во најголем број тоа се пракси кои што студентите имаат можност да ги остварат кај компаниите учеснички, со тоа што најголем дел од студентите кои што се присутни на овој саем, тоа и го бараат, мислам, значи бараат пракса. За време на саемот, заинтересираните студенти ќе можат да ги посетат компаниите учеснички, да учествуваат на презентации, предавања и обуки на различни теми. Нина Кепеска од Адора Инженеринг објасни дека нивната компанија секогаш учествува на вакви саемски настани, во кои пред студентите се промовираат можностите за вработување и практична настава. Не сме прв пат дел од еден ваков саем за вработување. Адора Инженеринг учествува на вакви саемски манифестации, кои како ќе организира и ќе не покани најразлични организации, образовни и други. Ние учествуваме, бидејќи сакаме да се представиме и пред јавноста и пред студентите или идните вработени кај нас или во некоја друга компанија, за да видат која е дејноста на Адора Инженеринг. Адора Инженеринг е отворена за студентите кои што сакаат да практикуваат настава или практична работа кај нас. Значи, она што е задолжително како практична работа, нели, во текот на летниот период, потоа било кога, ние сме отворени за соработка, бидејќи компанијата се темели на нови, млади кадри, со нови идеи, кои што секогаш носат некоја нова енергија во работата, нов имидж, секако споено со искуството кое што го имаат вработени, тоа е одличен спој и заради тоа сите студенти кои што сакаат може да ни се обратат, доставуваат CV-а кај нас, бараат значи можност за практикување. Обично се тоа архитекти, градежни инженери, машински, исто така економисти, правници кои што значи можат во било кој сектор од компанијата да видат како е практично да се работи и да добијат всушност едно реално чувство за тоа како изгледа практиката, за да знаат понатаму што ги очекува. Искуствата и податоците на организаторите покажуваат дека саемот за вработување и кариера е еден од најдобрите начини за студентите и дипломците да се запознаат со предпријатијата од нивната стручна област, кои се воедно и потенцијални работодавци.
Академик Матеја Матевски денеска го прослави 85-тиот роден ден, а при тоа ја промовираше и новата книга поезија Копнеш по целина. Во неговото 65-годишно творештво Матевски има издадено повеќе од 600 песни, а добитник е и на златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Македонската академија на науките и уметностите и фондацијата Трифун Костовски денеска одбележаа 85 години од раѓањето на академик Матеја Матевски и ја промовираа неговата книга поезија Копнеш по целина. Одбележувањето на роденденот на гостиварецот, роден во Истанбул во 1929 година, почна со стихови од неговата песна Кога одевме во Стамбул. Матевски изјави дека денешниот ден е убав за него, задоволен што неговите колеги се сетиле да му го прослават роденденот. Матеја Матевски денеска одбележа 85 години живот, а во нив 65 години творештво, а автор е на над 600 песни и е преведен на 30 на јазици. За неговата личност зборуваше академик Томе Серафимовски, председател на управниот одбор на фондацијата, кој се присети на многу нивни заеднички средби и дружења низ светот, каде што ги представувале едниот своите песни, а другиот своите скулптури. Познавајќи го 70 години, уште од раната младост во Гостивар, Серафимовски за Матевски рече дека е човек кој му се радува на творештвото. Сите вас овде присутни, најповеќе јас го познавам Матеја Матевски и се разбира и обратно од мене. Јас него го познавам 70 години, предпоставувам дека толку години они активно твори и пишува. Матеја Матевски е роден во Стамбул, но тој е гостиварец. Председателот на МАНУ Владо Камбовски посочи на придонесот на Матевски не само во книжевноста, туку и во афирмацијата на македонската култура. Матеја Матевски е роден на 13 март 1929 година во Истанбул, член е на МАНУ од 1979 година, а нејзин председател беше од 2001 до 2004 година. Добитник е на меѓународни и на национални награди за поезија, меѓу кои и на златниот венец на Струшките вечери на поезијата во 2011 година. Центарот за развој на медиуми во рамките на проектот на USAID за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера организираше дебата што донесе декриминализацијата на клеветата. На дебатата беше презентиран првиот извештај од мониторингот на судските случаи за навреда и клевета, кој го спроведува Центарот за развој на медиуми и кој го опфаќа периодот од 1 февруари 2013 до 28 февруари 2014 година. Центарот за развој на медиуми континуирано ги следи судските случаи за навреда и клевета, во кои се вклучени новинари, уредници и медиуми, а едновремено им обезбедува и правна помош на новинарите. Центарот за развој на медиуми во изминативе 13 месеци ја следеше имплементацијата на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета низ судските случаи кои се поведени според овој закон пред Основниот суд Скопје 2 Скопје. Во овој период ја утврдивме одредени недостатоци на законот на кои што Центарот укажуваше уште пред донесувањето, престапувањето на законот во сила. Пример, високите трошоци, кои што за разлика од кривичната постапка порано денес се многу повисоки, така што изнесува до максимални 48.000 денари за тужба и 96.000 денари за жалба. Понатаму се следе од следените 45 предмети, 15 се завршени пред првостепениот суд, меѓутоа една не е правосилна. Од досудените надоместоци за штета во овој момент се утврдува дека казните се многу високи, особено во случаите каде што се јавуваат функционери од власта. Меѓутоа исто така во овој период утврдивме и тоа дека судот не го почитува принципот на праксата од Страсбург, во кој што се вели дека носителите на јавни функции треба да имаат поголем праг на толеранција во однос на навредата и клевета, кај нас е сосем спротивно. Се соочуваме на најголем проблем во Македонија и кај македонското судство е кога ве тужат високи функционери на власта. Значи тоа немате шанси да добиете позитивен исход во ваша полза. Тоа се гледа и во обратните случаи, во неколку, каде што
се тужени пак високи функционери на власта, кои за, не знам, некакво чудо, по неколку години судот не може да ги најде. Неколку улици и села од Скопскиот регион утре во различни интервали ќе бидат без електрична енергија, извести регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје по известувањето добиено од Ивана Македонија. Утре од 8 до 13 часот без струја ќе бидат улиците 18 и 32 во Пинтија, од 8:30 до 10 часот дел од улиците Митре Влаот, Лавчанска Курија, Црноризец Храбар, Блажо Орландик и Кресна во населбата Лисиче, улицата Виетнамска во населба Шуторизари, од 9 до 12 часот дел од улицата Нов Живот, Злетовска, додека од 10:30 до 15:30 часот дел од селото Глумово. Истиот ден во време од 10 до 15 часот без струја ќе бидат дел од улиците 95 и 101 во Волково, а од 9 до 12 часот дел од улиците Мексичка, Хелсинки и Хаванска во населбата Тафталиџе. Прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во наведените реони. Тимовите на Барселона и ПСЖ се новите патници во четвртфиналето во Лигата на шампионите. Започнува новата сезона во Формула 1 шампионатот со трката за големата награда на Австралија. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.